И оваа летна сезона, најубавата грчка плажа на островот Закинтос ќе остане затворена за туристите. Грчката влада најави дека ќе ја продолжи забраната за влез на плажата на Вагио на Закинтос, по последната инспекција на Организацијата за планирање и заштита од земјотреси. Во соопштението објавено минатата недела, Грчкото министерство за туризам откри дека инспекцијата констатирала значителен ризик од лизгање на земјиштето поради силна ерозија на околните падини. Плажата на Вагио е најпознатата на островот Закинтос, а своето име го добила по потонатиот брод кој наводно се користел за шверц на цигари, а кој се исфрлил на брегот во 1983 година. Таа е дел од живописен пејзаж со високи бели карпи и тиркизно море. Инаку, поради безбедноста на туристите, оваа плажа се проверува 2 пати годишно, а сега веќе е јасно дека оваа сезона нема да биде отворена. Уште во 2018 година, 7 лица, меѓу кои 2 деца, беа повредени откако на плажата се урна карпа висока 200 метри. Во меѓувреме, најсериозен случај досега беше скршеницата на рбетот што и се случи на 34 годишна туристка од Чешка. Минатото лето пак беше забележан голем одрон поради земјотрес со јачина од 5,4 степени според Рихтер, кој и официјално ја затвори плажата. Сепак властите им дозволија на туристите да го посетат ова најпознато место, но само од брод, додека влегувањето на плажата или капењето во нејзина близина е строго забрането. Плажата на Вагио е туристичка атракција, една од најчесто објавуваните пејзажи на социјалните мрежи. Селото Јабланац е место со околу 50 жители, без училиште и без продавници, но со црква, пошта и хотел каков што нема никаде на Јадранот. Во него, гостите, верувале или не, престојуваат бесплатно. Собственикот Дарко Мат Сертик одлучил да биде така уште пред да го купи хотелот. Со години барал објект каде што неговите работници од 3 компании кои ги поседува ќе може да одат на летување и нема да платат ништо. Тоа го правам од чиста себичност. Ако сакате добра и просперитетна компанија со среќни вработени, морате да им обезбедите некои основни нешта. Платени патни трошоци, топол оброк, но и убав годишен одмор. Морате да им помогнете со она што малку повеќе им задира во фамилиарниот буџет. Така ќе ги задржите. Така ќе привлечете нови луѓе попаметни од вас. Тогаш можете малку да се повлечете настрана и да кажете: супер, помалку обврски за мене, вели 66 годишниот Сертик. Хотелот Аблана со 26 соби го купил пред 2 години. Изграден е во втората половина на 90-тите години и работел се до 2010 година, кога бил оставен на милост и немилост на вандалите и на времето. Се претворил во хотел на духови, придружувајќи се на низата напуштени туристички објекти на Јадранот. Сертик, американската предприемачка мудрост ја научил во последните 40 години додека живеел во Соединетите Американски држави, каде се преселил уште додека бил млад. Се вработил во Сицилиумската долина и ја основал компанијата Applied Ceramics. Главниот бизнис му е производство на компоненти за индустрија на чипови, а клиенти му се најголемите светски производители како Intel, Samsung, Philips. Во 2008 година истаков погон отворил и во Сисак, а 3 години подоцна ја основал и меѓународната кулинарска академија Кул-Ин. Сертик во Хрватска вработува околу 200 работници, мислејќи на нив, но и со желба на оние што одат во неговата кулинарска школа да им обезбеди пракса во текот на летото. Тој почнал да бара хотел или одморалишта на море. Така го нашол овој хотел. Сертик досега потрошил речиси 3 милиони евра за да го среди хотелот. А дека на угостителството во Хрватска не му оди добро, доказ е и еден угостител на Истра, кој се пожалил дека не може да најде готвачи и келнери, иако нуди плата и до 2000 евра. Угостителот објаснува дека од 25 невработени луѓе за работните места кои требало да ги пополни преку Заводот за вработување, се јавиле само 4 кандидати. И тоа не за да добијат работа, туку само за да добијат потврда. За готвач нудам плата од 2000 евра, за келнер повеќе од 1000 евра, а за сервирач и помошник готвач платата е исто така 1000 евра, вели тој. Апликантите или не биле заинтересирани за таа работа, или пак работат во странство и моментално статусот на невработени лица им одговара.
Минатата година во секторот туризам во Хрватска работеле 20.000 домашни и 32.000 странски сезонски работници. Оваа година земјата се обидува да вработи до 60.000 сезонци. Група археолози од Обединетите арапски емирати тврдат дека го пронашле засега најстариот откриен град на бисери на тоа поднебје. Тој се наоѓа во Персискиот залив на островот Синија. Наудите на археолозите откриваат дека градот е една од најголемите зачувани урбанизирани населби некогаш пронајдени, а се верува дека во него биле сместени илјадници жители, од кои многумина се потпирале на занаетите со бисери. Куќите на заедниците биле изградени од камења и материјали од околината, а покривите им биле направени од стебла од палми. Градот од 12 хектари постоел помеѓу доцниот 6 и средината на 8 век пред исламската цивилизација. Иако се знае дека постоеле и други бисерни населби во оваа област, новооткриената е особено уникатна не само поради староста и големината на заедницата, туку и поради тоа што не била сезонска, туку работела цела година. Заедницата била густо населена со низа типови на домување и вклучувала различни социоекономски групи. Жителите на овој град веројатно биле христијани, бидејќи тој се наоѓал во близина на древен христијански манастир.